Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија уште еднаш покажа што значи одговорност, храброст и работа во интерес на државата. Го остваривме тридеценискиот стремеж да станеме членка на НАТО. Државата да биде слободна, демократска, економски напредна, со ценета и почитувана армија. Собранието го изгласа Законот за одбрана, кој е од голема важност за членството во НАТО, бидејќи во него е вграден принципот на колективна одбрана. По 3 декади нам сонот ни станува стварност. Единствено ВМРО ДПМН и извршителот на Груевски, Христијан Мицковски, не можат и не сакаат да го видат тоа. Лажниот патриотизам и лицемерието на ВМРО ДПМН уште еднаш испливаа на површина кога во собранието пратениците на опозицијската партија не гласаа за Законот за одбрана, наводно поради промена на името. Од друга страна, пратениците на ВМРО ДПМН немаа проблем со уставното име кога се носеше Законот за служба во армијата. Немаа проблем ниту кога се земаат платите или учествуваат на состаноци на европските народни партии. Извршителот Мицковски и ВМРО ДПМН самите потврдија дека не им пречи уставното име Република Северна Македонија, туку им пречи прогресот на државата, нејзиното членство во НАТО алијансата. Мицковски и ВМРО ДПМН немаат што да им понудат на граѓаните, освен лажен патриотизам, блокади и деструкции, чекор назад кон меѓународна изолација и заробена држава. Почитувани, нашето полноправно членство во НАТО е прашање на денови, не на недели, не на месеци. Собранието го ратификуваше Северноатланскиот договор и стаса веста дека шпанскиот парламент ја прифати брзата трака за ратификација на нашиот протокол. Тоа значи дека земјата е безбедна, границите се обезбедени, а граѓаните можат да се чувствуваат сигурно и да ги очекуваат придобивките од членството во НАТО. Поголеми инвестиции, повеќе нови работни места, повисоки плати. Граѓаните сакаат да живеат во европска и просперитетна држава. И затоа на 12 април ќе ги поддржат политиките на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кои од секогаш биле насочени исклучиво во интерес на граѓаните и на државата. Нема повеќе враќање назад, кон изолација и неизвестност. Тие еден чекор назад, ние 3 напред. Ви благодарам. Господин Лукенец, нашата обврска е до 2024 година за одбрана да избегуваме 2% од бруто домашен производ. Со која динамика според вас би одела? Таа динамика е пропишана веќе во планот. Детално или само колку препорака е дадена од НАТО? Тоа е НАТО препорака, меѓутоа ние самите свесни за потребата и од модернизација, меѓутоа и од адаптирање на нашата армија и сите безбедносни процеси во државата за 0,2% поени, секоја година следниот период се зголемува буџетот на армијата, буџетот за одбрана, што и го покажавме со зголемувањето за толкав процент во изминатите 2 буџети.